Здраво сите, добро во четвртата епизода од теконата сезона на Риускер Супернатур. Денеска за обработување имаме еден многу бизарен случај. Случај кој што стана тема на многу мистерии во американското општество. Пред да влеземе можеме да кажеме дека оваа куќа сега се смета за надприродна куќа и нели може да се рече дека луѓето што ја посетуваат куќата веруваат дека натаму има духови. Сега што поттикнува оваа куќа да биде така, да добие, да речеме, интерес дека би можело да има духови, се овие убиства кои што денеска ќе ги разследуваме, односно убиствата на фамилијата Борден. Мислам дека за најдобар контекст на овој случај, мислам дека мораме одма да влеземе во овој случај. На 4 август 1892 година, во Фол Ривер, Масачусетс, телата на Ендру и Еби Борден беа пронајдени и обезглавени до смрт во нивниот дом. Се веруваше дека и двајцата Борден се убиени со секира. Аби Борден била отсечена 18 пати, а Ендру Борден 11 пати. Нивните тела биле пронајдени на различни места во куќата. Како доказ беше пронајдено само едно конкретно нешто. Секира без рачка во подрумот на која немаше крв. Значи така, во овој случај ќе разгледуваме, нели, ќе разгледуваме смртта на Ендру и Еби Борден. Нели, овој случај е доста познат во Америка, дали дека нивната куќа дали се верува дека има духови, но и заради нели самите убиства, за кои што оваа куќа станала мистериозно. Ајде да тврдиме кој живеел во куќата за време на убиствата. 32 годишната Лизи Борден, незината 41 годишна сестра Ема Борден, незиниот татко Ендру Борден, незината маќа Аби Борден, незиниот вујко Џон Морс, кој беше нагости надвор од градот, и семејната слугинка Бриджит Саливан, која смесото ја нарекуваше Меги. Саливан, која, добро, вреди се спомена дека Ема Борден била надвор од градот за време на убиствата. Сега да испитаме временската рамка на дело на убиството според сведочењето на очевидците. Околу 10:40 часот Ендру Борден спива на каучот во нивната соба. Во тоа време се веруваше дека господја Борден е на доктор. Околу 10:50 до 10:55 часот Лизи тврди дека е во штаната во дворот. Семејната слугинка Меги тврдеше дека дреме во нејзината соба горе. Околу 11:15 часот Лизи во задниот двор намално слушнала, цитирам, силен пат и пригушено стенкање. Според Лизи, при нејзиното приближување до куќата забележала дека вратата од куќата е отворена и влегла внатре. Слугинката Меги се уште не била заспана кога слушнала Лизи Борден како вика: "Слегувај брзо, татко е мртов, некој влезе и го уби." Меги истрча по скалите за да види сцената на бруталното убиство на Ендру Борден како лежеше пред каучот. Меги исто така истакна дека вознемираната Лизи Борден носела син фустан без дамки. Немаше знаци на борба, бидејќи се веруваше дека господин Борден спиел кога бил убиен. Значи така со свој пасус да речеме дадовме слика на куќата за време на убиството, кој кај бил во кое време. Значи како што кажаме, сите членови на фамилијата имале своја алиби за тоа каде биле за времето на за убиството. Слугинката рекла дека горе била спиела, дека оваа Лизи Борден, која што ќе биде главно осомничен во овој случај, она рекла дека била во задниот двор. Наморко по тоа Лизи ја замолува Меги да оди да го најде докторот од другата страна на улицата. Засега не се знаело каде се наоѓа господја Борден. Меги се вратила во куќата од кај соседот и тврдела дека Лизи го кажала ова за Аби Борден. "О, Меги, речи се сум сигурна дека слушна како влегува. Оди горе и види дали е таму." Меги се вратила добро. Меги и соседот се качи на катот за да го откриат телото на Аби Борден со лицето надолу на подот од спалната соба за гости. Се сметува дека господја Борден може би била присутна за убиството на господин Борден и побегнала во гостинската спална соба, каде што исто така била убиена. Значи така, го завршиме главниот таймлайн на овој случај. И пред да влеземе на теориите, мислам дека морам да кажам дека сите овие членови на фамилијата се подеднакво би можеле да бидат убици на господја и господин Борден, затоа што сите они имаат мотиви, а за најдобро да ги разгледаме тие мотиви, мораме да влеземе во теориите, кои што ги има 4. Првата теорија е главниот осомничен е Лизи Борден, ќерката на фамилијата. До денес многумина веруваат дека Лизи е виновна. Сопружниците Борден беа ударени повеќе пати во главата, што укажува на злосторство од страст. Во времето на неговата смрт Ендру Борден бил многу богат. Неговата нето вредност во тоа време би било околу 10 милиони долари според денешните стандарди. Сепак и покрај ваквото богатство, Ендру наводно бил малку скржав.
На судењето Меги сведочеше дека семејството Борден живеело штедливо и јадело овче месо. Лизи наводно се насмевнала додека ова се кажувало. 5 години пред убиството Лизи имала расправија со нејзината маќа Аби, што резултирало со тоа што Лизи ја нарекла мајка Аби господја Борден. Спорот беше околу тоа што господин Борден ни купи куќа на полусестрата на Аби наместо на Лизи и на нејзината сестра Ема. И сигурно по убиството на господин и господја Борден, 32 годишната Лизи и нејзината 41 годишна сестра го наследиле имотот и порасна купиле куќа на ридот во богат кварт во Фол Ривер. На прашањето дали нејзиниот татко претходно исполнал некаков тестамент, Лизи одговорила: Не, тој не ми исполна тестамент. Одговорите на Лизи понекогаш беа многу неконзистентни. Лизи наводно го запалила нејзиниот фустан по убиствата, тврдејќи дека имало на него боја. Сепак ова не беше фустанот што таа го носеше на денот на убиствата. Тој фустан всушност е предаден на полицијата. На денот на убиствата куќната помошничка Меги ја видела Лизи облечена во низвакан син фустан. Значи така, ако таа имала ако носела ако носела друг фустан пред да бидат убиени господи и господи Борден, се прашуваме зашто го сменила таа, туку така случајно го сменила фустанот и после убиството било видено како носи син низвакан фустан. На денот на убиствата куќата помошничка Меги ја видела Лизи облечена во низвакан син фустан. Лизи можела да го изврши убиството, а потоа да се пресоблечи додека Меги наводно спиела. Но временската рамка за тоа ќе беше исклучително тенка и фустаните во тој временски период беа многу тешки за облекување и сооблекување. Затоа ова изгледа малку веројатно. Значи така, го негиравме ова што кажеме премалку, тие биле многу тешки за облекување и за сооблекување. Исто така, таа да ги убие, да го соблече фустанот и потоа да ја разбуди Меги, за тоа временската рамка би била многу тенка, не би можело тоа да се случи. Друг бизарен детај дојде од фармацевт кој сведочеше на судењето на Лизи дека се обидува да купи отров наречен прусинска киселина еден ден пред да бидат убиени нејзиниот татко и маќа. Сепак ова сведочење беше отфрлено. Освен можни мотив и посредни докази, немало физички докази кои ја вмешале Лизи во убиствата. Секирата што беше понадена во подрумот беше чиста. На крајот од судењето Лизи беше прогласена за невина. Сепак многу луѓе се уште веруваат дека Лизи е виновна. Всушност имаше дури и морничева поговорка која што се рецитираше меѓу децата во тоа време, што гласеше: Лизи Борден зеде секира и даде на мајка си 41 удар. И кога види што направи, му даде на својот татко 41 удар. Значи така, сите во тоа време, барем повеќето, не баш сите, но повеќето луѓе во тоа време биле сигурни дека Лизи Борден ги убила својот татко и маќа. Таа би имала многу користи, како прво целото наследство од татко и, што денеска би вредело 10 милиони долари, сето тоа би припаднало неа и на сестра и, а како второ таа имала доста проблеми со нејзината маќа. Исто така и нејзиниот татко и купил куќа на ќерката на Аби, а не на нејзината сестра, што било малку неправилно од страна на Лизи, можеме да кажеме. А се може да влеземе во вториот осомничен. Вториот осомничен е Џон Виникум Морс. Теорија која неодамна стана популарна од наставникот по математика од Масачусетс по име Ричард Литл, кој напишал книга за случајот во која Џон Морс е наведен како можен убиец. Џон Морс беше брат на првата сопруга на Борден и вујко на Лизи. Интересно е тоа што според Лизи во временската линија на случајот Морс не бил виден од 9 часот напладнет, од 9 часот до пладне, откако се случило убиствата. Според Литл, алибито на Џон Морс за полицијата било тоа што тој бил во посета на болен роднина за време на убиствата заедно со градскиот лекар. Меѓутоа, истиот градски лекар ги гледаше телата на господин и господја Борден во тоа време, бизарна контрадикторност во неговата приказна. Понатаму, господја Борден била пронајдена мртва во гостинската спална соба во која Морс наводно спил претходната ноќ. Литл исто така го наведува неуспешниот сточарски бизнис меѓу Морс и господин Борден како можен мотив. Дополнително тој веруваше дека Морс можеби користел касапки и нож за да ги убие Борденовите, бидејќи Џон Морс исто така бил касап по професија. Исто така според исказот на Лизи, Морс можеби знаел за тестаментот на нејзиниот татко. Еве препис од таа интеракција. Прашање: дали знаевте дека вашиот татко направил тестамент? Одговор: не, господин, освен што слушнав некој да каже за тоа еднаш дека имало пред неколку години. Тоа е се што сум слушнала. Прашање: кој го слушнав да каже така? Одговор: мислам дека тоа беше господин Морс. Прашање: кој Морс? Одговор: вујко Џон В. Морс. Значи така, ова е сведоштво на Лизи во судницата дека Џон Морс знаел за тестаментот и дека тој намерно ги убил за дел од тие пари да му припаднат на него.
Третиот осомничен е семејната слугинка Меги. За време на убиството Меги отиде горе да спие во нејзината спална соба, еден кат над гостинската соба каде што беше убиена господја Борден. Меги во собственото сведочење тврди дека можеби не спиела целосно во време на убиството. Сепак некако не го слушнала бруталното убиство само еден кат подолу. Значи така таа го сменила сведочното, рекла дека не била целосно заспиена, дека нели само била легната, но ако не била заспиена, не е веројатно да таа не ги слушнала убиството кој што се случи нели многу блиску на нејзината соба. Следувајќи ја претходната теорија, некој смета дека е премногу случајно што некој може да се прикраде во куќа среда бел ден со две лица внатре, или околу куќата во тоа време што не доведува до нашиот четврт и после е осомничен, поточно осомничени. Со неосновната теорија дека Лизи и слугинката Меги заедно заговарале за да ги убијат Борденовите. Оваа теорија беше предмет на голема хипотеза, каде што Лизи и Меги би биле романтично вклучени. Значи така тие биле нели љубовнички и направиле заеднички план каде што би ги убиле нели Борденовите. Сега што би бил мотив на слугинката, тоа не можеме да знаеме, но како што кажам, нели Лизи тоа како би имала мотив, па би можела нели да ја наговори слугинката нели да некако да ги убиат и ова да сведочи нели другши. Некои верзии велат дека маќијата на Лизи ја открила романсата помеѓу слугинката и Лизи, која е значи вака, некои верзии велат дека маќијата на Лизи ја открила романсата на Лизи со слугинката, поради која ја убиваат, а потоа го убиваат и нејзиниот татко за да го прикријат тоа. Обожавателите на оваа теорија укажуваат на фактот дека Лизи порасна во нејзиниот живот наводно имала љубов со актерка. Случај за кој што некој смета дека натерала нејзината сестра Еми да се исели од дома што го делели. Освен тоа, оваа теорија нема докази што ја поддржуваат. Значи така, има и оваа теорија, иако нема многу физички докази, сепак е многу да речеме валидна. Се вели дека нели Лизи била љубовница со слугинката на куќата и затоа нели сестрата Ема се преселила од таа куќа и отишла во друг град. Нели ако се сетите, Ема беше сестрата на Лизи која што била во друг град за време на убиствата. И сега нели се вели дека подоцна нели и со сигурност се вели дека Лизи Борден во понатамошниот нели тек од животот се заљубила во некоја актерка. И нели ако сестри го знаеа тоа уште од почеток, тоа би можела да се пресели заради тоа, но сепак да се навратиме нели на конкретните докази нели што би помогнале за убиството на господја Борден, нели се вели дека таа ја наговорила слугинката да ги убие нели нејзините родители и после нели таа ќе каже да јас ја видов нели Лизи, таа беше во друг фустан, немаше крв на незе, јас бев горе спиев, Лизи беше ваму, нели тоа тие две види како би можеле да го заташкаат на некој начин, но и да не било тоа, највеќе луѓе веруваат дека Лизи или самата нели со слугинката ги убила нели нејзините родители затоа што имала многу мотиви за тоа. Има еден детал кој што беше тоа како да речем љубопитен е тоа што нели тие би можеле да бидат убиени со сатарски нож, а господин нели вујкот на Лизи, господин Џон Морс бил касар во тоа време и тоа како нели би можел да ги убие со еден таков елемент. Како и да е нели оваа куќа останува предмет на многу туристи кои што нели доаѓаат во куќата за да посведочат нели на некои работи што се случувале во тоа време, а и мораме да кажеме дека многу работи, односно предмети во куќата се задржани во тоа време, се до ден денес се задржани на истото место. Оваа куќа, како што кажаме на почетокот, плени многу внимание затоа што се вели дека има духови внатре, односно духовите нели на господин и господјата Борден. Како и да е, овој случај нели останува неразјаснет, до ден денес не е нели конкретно и целосно докажано кој е убиецот на господин и господја Борден, а за тоа дали има духови, мислам дека сами би можеле да отидете да се уверите. Како и да е, мислам дека можеме да ја завршиме оваа четврта епизода од оваа сезона на Ајрискиот Супернатурал. Се гледаме за неколку дена со нова епизода, до тогаш пријатно.